Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Финансиските планови за наредната и извештаите за работењето во тековната година беа во центарот на вниманието на Советот на општина Кочани на 4-та редовна седница. Беше побарано во иднина да има поголема контрола на трошоците и да се направат обиди за рационализација. Состојбите во образованието и во новиот состав на Советот на општина Кочани остануваат жешка тема за расправа. Главна причина за тоа се големите долгови на училиштата, без разлика дали се направени за превоз на учениците или пак за други непокриени трошоци. Токму поради тоа, советниците искажаа дилема по одредени ставки наведени во финансиските планови за наредната година. Ми упадна во очи една осмоцифрена бројка што се однесува на електромашинскиот училишен центар Гошо Викентиев. Таму на ставката 425760 има превоз на ученици 18 милиони денари. Сакам да го прашам директорот дали е сигурен дека ќе ги обезбеди овие средства и зошто минатата година не ги сретнавме по истиот основ. Во договорите за превоз на училиштата на тендерска постапка стоело дека во училиштата требало да има интерна комисија која ќе прави квалитативна и квантитативна контрола на спроведување на превозот. Па дали истата комисија претходните неколку години има сработено нешто и дали истото тоа може да биде презентирано на Совет. Посебно внимание беше посветено на средното општинско училиште Гошо Викентиев, за чие работење имало побарање и мислење од ревизијата. Доколку е спроведена ревизија, значи барам да ми биде доставено извештај за ревизијата. Тоа е првото мое прашање. И второто мое прашање се однесува на општинското училиште Никола Карев, за кое што и следат точки од дневниот ред, за кое што ќе се направи пренамена на средства од други програми, се со цел да бидат подмирени дел од трошоците, бидејќи функционирањето на училиштето е доведено до прашање преку блокирање на сметката, преку исклучување на електричната енергија, што представува еден сериозен удар врз образованието во општина Кочани. Појаснување за прашањата на советниците имаше од представниците на двете споменати училишта. Значи при изработката на предлог буџетот за 2018 година беа првобитно беа предвидени 12 милиона средства за превоз на ученици. Со координација на собрание на локалната самоуправа, од нив буџетот ни беше зголемен за уште 6 милиона, така да мислам дека тие 6 милиона ќе бидат употребени за покривање на долгот од претходните години. Значи блокирањето на сметката настана негде во октомври месец и во тај период, знаете вие, мислам, тие што ја разбират економијата или финансиското работење, конкретно за струјата добивме опомена во октомври месец за 4 дена, значи со две неплатени сметки, исто и како граѓани и приватни лица, значи може да дојдат да ни исклучат струјата. Јас меѓувремено ја информиравме општината за тоа што како блокирано училиште нема од каде да конкретно да го решиме проблем. Објаснувањата на представниците на двете училишта не ги задоволија очекувањата на советниците, поради што имаше забелешки за начинот на досегашното работење на образовните установи. Овие искази сега од представникот на ЕМОЦ не е ништо ново. Тоа само ни потврдуват ставовите, сомневањата кои што ги имаме и ние како членови на Советот тука и на представниците на граѓаните на општина Кочани, дека недомакински, неодговорно се работело во училиштето. Знаете, не е директорот само фигура кој што треба да спроведува определена политика, кој што треба да организира митинзи, да се одат на митинзи, било на локално ниво да се организираат протести и така натаму, да се доведат во ситуација училиштата да бидат партиски ограноци, било на една, било на друга политичка партија. Ова го зборувам од причини да и оваа сегашна гарнитура која што е на власт, и оваа сегашна политичка партија, која што најголем дел и советници и така натаму се, не смеат да се заборават и да ги прават истите грешки што ги правеле претходните представници и претходните директори.
Кон дискусијата се приклучи и градоначалникот Илиев, кој даде сопствено видување за состојбата со работата на училиштата во општината. При тоа потврди дека во иднина ќе има поголема контрола како тие функционираат. Со мерките кои ги преземаме на поголема контрола во секој сегмент на трошењето на парите на граѓаните, ќе ги рационализираме сите трошоци, а посебно во училиштата каде што има простор за рационализирање, тоа многу простор. Контролите кои ги иницииравме и се направени во делот на превозот на учениците го потврдија сомнежот дека и на одење, а на враќање многу мал дел од ученици се возат. Дури имаме случаи каде што родителите сега го слушат ова и ги повлекуваат барањата за превоз на учениците, со што и трошокот веројатно ќе биде намален. Уште нешто што морам да го кажам посебно за Ѓошо Вигентиев, дека таму имаме паралелки со 5-6 ученика. Што значи, со една рационализација, со групирање на одредени часови, ние можеме да го доведеме работењето на училиштето дури во една смена, што значи дека можеме да заштедиме и на енергија, и на превоз, и на се. На крајот, мнозинството во Советот го усвои финансискиот план на училиштата за наредната година. Советничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН уште на почетокот на четвртата седница ја напушти работата на Советот на општина Кочани. Образложението за таквиот чин го даде координаторот Лазо Митев, според кој на тој начин се изразува незадоволството од политичкиот реваншизам во државата со притворањето на пратеници и членови на партијата. Советот на општина Кочани не остана во комплетен состав за да ја доврши работата на четвртата редовна седница. Откако 15 на минути по незиното започнување, советничката група на коалицијата што ја предводи ВМРО ДПМН ја напушти салата. Уште при утврдувањето на дневниот ред, од страна на опозицијата беше побарано дел од точките да бидат повлечени. Советот на општина Кочани не смее во никој случај да расправа и одлучува по точките во продолжениот дневен ред кои се однесуваат на именување и разрешување на членови на управни и училишни одбори за лица кои веќе имаат легитимен мандат и учествуваат активно во работењето на одборите во кои се членови. Ваквиот обид за јас не велам избор, туку своеволно инсталирање на огромен број на членови на управните и училишните одбори ќе биде извршена во спротивно со Уставот, во спротивно со Законот за локална самоуправа, како во спротивно со Деловникот за работа на управните и училишните одбори и во спротивно со статусот на општина Кочани. Според Митев, на досегашните членови на управните одбори не им истекол мандатот, не дале оставка, ниту пак имале неоправдано отсуство повеќе од 3 седници на одборите, поради што Советот не може на нивно место да назначува нови членови. Од советничката група на коалицијата на СДСМ пак беше побарано сите точки да се разгледуваат, бидејќи со тоа воопшто немало прекрашување на законските прописи. Ова не станува збор за партизација, бидејќи ова не е чин на вработување и чин на отпуштање од работа, туку ова е само чин на промена на управните одбори во институциите кај што за жал во изминатиот период имаме, ќе повторам, расипничко и неодговорно раководење, за кој што некој треба да сноси одговорност. Од тој аспект, значи, барам точките да останат на дневен ред. Значи, јас и ти не сме правници, меѓутоа промената на училишните одбори и на управните одбори е дефинитивно политичка одлука. Вие тука изнесовте невистини, ако имате докази, имате органи каде што можете да се произнесете и да поднесете иницијатива за проверка на сите овие работи, дали некој работел спрема законот или не. Барањето на советникот Митев за измена на дневниот ред на седницата со повлекување на точките за промена на членовите на училишните и управните одбори не доби доволен број гласови од советниците. Ваквиот чин тој го оцени како скандалозен и како обид да се избркаат вработените во последните 10 години. Како координатор на советничка група на ВМРО ДПМН, заедно со со коалиционите партнери, демонстративно ќе напуштиме четвртата седница и со тоа ќе дадеме поддршка на сите воедно случување во нашата држава, притворените пратеници, уметници, актери и сите граѓани и патриоти кои сакајќи да ја одбранат националниот интерес на нашата татковина Република Македонија заврши во притвор. Бараме итно стопирање на овој политички прогон, што е доказ и на денешната седница,
и ослободување на сите оние политички и граѓански притвори на сите наши невини граѓани во Македонија. Благодарам. Откако советничката група на опозицијата ја напушти седницата, мнозинството во Советот ја продолжи работата по усвоениот дневен ред. И во општина Чешиново Облешево, советничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ја напушти редовната седница. Причината за тоа е притворањето на пратеници и членови на нивната партија, што се оценува како политички реваншизам. Дел од столчињата во салата на Советот на општина Чешиново Облешево останаа празни откако советниците од коалицијата што ја предводи ВМРО ДПМН ја напуштиле седницата што била закажана за предпладнето. Во салата каде што се одржуваат состаноците, присутни беа само советниците од опозицијската СДСМ, кои поради недоволната бројност за да обезбедат кворум не можеле да продолжат со работа. За денес 15.12.2017 година беше закажана четвртата редовна седница на Советот на општина Чешиново Облешево. Иако мнозинството на Советот е од страна на ДПМН и по нивна иницијатива беше свикана седницата на Советот, истите веднаш по усвојување на дневниот ред ја напуштија седницата. Со образложение дека напуштаат во знак на бојкот заради притворените нивни сопартици. Ваквото однесување од страна на членовите на Советот од ВМРО ДПМН е за секоја осуда, бидејќи со нивниот однос тие работат против на тамошниот развој на општината Чешиново Облешево. По 10-минутно чекање, советниците од СДСМ ја напуштија салата на Советот во надежда дека наскоро ќе биде закажана нова седница, на која меѓу другото треба да се расправа и за предлог буџетот за 2018 година. Инаку, Советот на Чешиново Облешево го сочинуваат по 5 советници од ВМРО ДПМН и од СДСМ, а еден советник е од Народното движење за Македонија, кој претходно објави дека се приклучува на коалицијата на ВМРО ДПМН, со што оваа партија го има мнозинството. Крајот на старата и почетокот на новата година на земјоделците од Кочанскиот регион не им носи многу надеж. Откупната цена на белиот ориз е далеку под минималните 50 денари за килограм, па скоро сите производители ги чуваат количините во своите амбари. Ниту оваа сезона на повидок нема најави за подобрување на состојбата со откупот на оризот, посебно во поглед на откупните цени на белиот ориз и на арпата во Кочанскиот регион. За сега се е постаро, земјоделците се во исчекување на некакво помрднување во позитива, а откупувачките капацитети кои ги истакнаа минатогодишните цени се надеваат оти ќе почнат да работат со полна парија. Сите откупни пунктове и преработувачки капацитети откупуваат ориз, али ориз откупуваат со незадоволителна цена према земјоделците. Значи тоа значи дека ветеното со повисоки цени на повисоки откупни цени на оризовата арпа се уште не е остварено. Земјоделците кои произведуваат ориз се надеваа на пристојни цени од околу 25 денари за килограм арпа и барем приближно до 50 на денари за килограм бел ориз. Но на откупните места ги дочекува поинаква ситуација. Откупува е многу ефтин. Tego сега пишаја на мене Андреја Оризо, пишарет 40 динара взимат тај, а она е 37, 36 и турскиот шо е. Арпата е, да не взимат арпа. До душа 18 динара, 16, тука се движи. Поради таквата ситуација, земјоделците ги чуваат произведените количини, надевајќи се оти на почетокот од новата година можеби ќе има подобрување. Сепак, притиснати од неплатените обврски за трошоците во производството, дел од нив се принудени да продаваат и по цена што во моментот е актуелна на откупните места. Тоа е цена што не ги задоволува само производната цена на чинење, што не ги задоволува и оваа година, како и претходните, земјоделецот ќе работи, ако остане овака, едноставно само да ги покрие трошковите. Последната реколта, во која повторно имаше сериозно потфрлање во приносите, дополнително е загрозена со старите откупни цени, велат земјоделците. Повеќе од сигурно е оти тоа ќе влијае следната пролет да се зголеми бројот на квалитетни оризни ниви што ќе бидат оставени и необработени.
За сега, единствена подкрепа на земјоделците до некаде можат да им бидат субвенциите од ресорното министерство, што за годинава се покачени за дополнителни 18.000 денари од хектар. Преполна сала, весели лица и многу пејачи. Вака помина организираниот хуманитарен концерт за помош на Методи Митев, што се одржа синоќа во спортската сала во Окочани. Целта е да се соберат средства за операцијата што му е потребна на Митев да замине во Кина, по која се надева дека повторно ќе застане на нозе. Уште еден успешно поминат хуманитарен концерт за помош на Методи Митев, овој пат во организација на општина Кочани, има да продукција и ресторан Пролет, како и со финансиска подршка од здруженија, граѓани и стопанственици од Кочани и регионот. Радува фактот што на концертот најголема подршка дадоа граѓаните и ја наполнија спортската сала во Кочани. Овој пат зад концертот застана и општина Кочани со градоначалникот Николчо Илиев, на кој што Методи Митев посебно му се заблагодари на концертот. Нашиот сограѓанин Методи Митев, многу долго ги собира средствата кои што му се потребни за операција за да застане на нозе, па ете и општината реши овој пат да се вклучи директно како организатор на овој концерт добротворен во прилог на лекувањето на Методи Митев заедно со ИМАДА продукција и ресторан Пролет. Им благодариме на сите естрадни уметници што се одваа да бидат дел од овој концерт, да дадат доброволен прилог со својата песна. Се надевам дека ќе му помогнеме, му требаат уште нешто повеќе од 9.000 евра, за да ги собере потребните средства за да замине на операција која му е закажана во март. Правиме се што можеме, овде се вклучија и многу невладени организации, младински издруженија. Мислам, се мобилизиравме така навистина многу и мислам дека за поздравување што се вклучија сите, благодарност до сите и се надеваме дека ќе помогнеме во конечното заокружување на бројката која што му треба да ги собере парите и да оди на потребната операција. Најголема подршка на овој концерт на Методи Митев му беше дадена од пејачите, естрадните уметници Даниел Кајмаковски, Благоја Грујовски, Јордан Митев, Филип Божиновски, Драгана Јорданова и водител Јелена Спанџарска, кои што ја прифатија поканата да бидат дел од концертот и да пеат за помош на Митев. Чест и задоволство ми е што по не знам кој пат можам да помогнам на овој пат на Методија Митев. Хуманитарните акции се дел од мојата работа, дел од мојата професионална застапеност на македонската сцена и секогаш кога дозволува времето, кога сум слободен, секогаш одговорам позитивно, така да ме радува што вечерва заедно со поголем дел од моите колеги успевавме да ја наполниме салата и се надевам ќе се соберат доволно средства да помогнат на Методија да ја заврши успешно неговата мисија. Кажи ми, Јордан, секојаш така несебично даваш се од себе за да им помагаш на луѓе? Се трудам колку што можам. Нашите можности не се кој знае колкави, како за разлика од останатите звезди надвор од Македонија. Сепак ние имаме некои скромни заработувања кои што не дозволуваат некогаш и да сакаме да помогнеме повеќе, едноставно толку ни се можностите, меѓутоа кога можеме, колку можам, секогаш се трудам да помогнам без разлика дали е некој мој близок или човек кој што воопшто не го познавам. Сум помагал доста и ќе помагам колку што можам. Па јас имав задоволство се запознаеме пред известно време. По истиот повод бев овде, како и колегата Јордан. Бевме на снимање новогодишна емисија и тогаш се запознав и со Методи, слушнав за неговата ситуација и тогаш падна идејата да се направи ваков концерт заедно со организаторот на овој настан, Иван Митев, кој се заложи максимално, вложи голем труд и време за да се организира сето ова, да биде преубава атмосфера, како што очекувам дека ќе биде. Овде веќе многу голем број билети се продадени, многу народ ќе има. И радува фактот што е полна салата, гледаме дека е преполна салата, тоа мене ме радува. Тоа е некој знак, некој показател дека нашиот народ е хуман
и дека сака да помогне во вакви. Драго ми е што бројни колеги се тука присутни, затоа што заедно ни е многу поедноставно и полесно да помогнеме на таков начин. За жал, не можеме на сите да им помогнеме, ама мора од некаде да почнеме и мислам дека на сите нас естрадни уметници треба да ни е како обврска, како задача да споделуваме и да помагаме каде што можеме. Но да, апсолутно баш се изненадив, навистина е полно и морам на овој момент да им се заблагодарам на сите што се присутни, затоа што навистина покажа хуманост и среќен сум кога многу луѓе помагаат. Пред се многу ми е драго што сум вечерова тука со вас, со Кочани, со Метка. Се знам со Метка преку Facebook веќе година дена. Ме замоли да му помогнам, јас пеев и за него еден хуманитарен концерт исто тука во Кочани во една дискотека. Така да ова е втор пат, ме замоли повторно да му помогнам. Душа ми е човекот, срце ми е човекот, ми е многу мил, многу драг, така да несебично секогаш сум тука да помогнам. Знам дека има договорено операција во март во Кина и се надевам, сигурен сум дека ќе биде секако што треба. Јас изненадив, ја цело време прашував како оди продажбата на карти, но ова сега што го видов надвор не го очекува. Полна трибина, дури од другата страна има луѓе што стојат, што нема место да ги собере целата сала, така да ми е многу драго за тоа и се надевам дека ќе се соберат тие средства што фалат за таа операција и дека Метка ќе биде пак на нозе. Методи Митев јавно на концертот се заблагодари на организаторите за успешната организација и за сплотеноста за негова помош. Инаку Митев веќе трета година преку вакви и слични хуманитарни активности ги собира потребните средства за операцијата во Кина, која што тамошните лекари му ја закажаа за март и која што треба да му овозможи повторно да застане на нозе. Традиционален новогодишен концерт на народни песни Ора ќе се одржи во организација на Сдруженијето на пензионери Кочани. Воедно ќе биде одбележана и 45 годишнината од формирањето, постоењето и активно работење на Сдруженијето на пензионери Кочани. Сдруженијето на пензионери на општина Кочани во салата на Центарот за култура Бели Мугри в сабота 16 декември ќе го одржи традиционалниот новогодишен концерт на народни песни, музика и ора, на кој ќе настапат фолклорните ансамбли од Сдруженијата на пензионери од Кавадарци, Куманово, Прилеп и Кочани, со традиционални народни песни и ора од Кавадаречкиот, Прилепскиот, Кумановскиот и Осоговскиот крај. Воедно со овој концерт ќе биде одбележена и 45 годишнината од постоењето и формирањето, како и активното работење на Сдруженијето на пензионери Кочани. А на крајот од концертот, председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани, Ѓорги Серафимов, на гостите ќе им додели благодарници за успешната соработка со Кочанската пензионерска организација. Свеченоста, што ќе се одржи во салата на националната установа Центарот за култура Бели Мугри, ќе биде затоплена, а влезот на концертот е бесплатен. Од Сдруженијето на пензионери Кочани ги покануваат сите граѓани да бидат дел од новогодишниот концерт на луѓето од третата доба. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат надпреварите во првенството на третата кошаркарска лига на Македонија. Екипата на Баскет Дино ќе одигра две средби, при што ќе гостува во Куманово против Пинк Пантери, а на домашен терен ќе го дочека тимот на Плачковица од Радовиш. Со крајот на календарската година вообичаено привршуваат и исклучувањата на спортски план. Викендов активни ќе бидат кошаркарите кои се надпреваруваат во државното првенство на Македонија. Во третата лига, екипата на Баскет Дино ќе има два надпревари, со кои ќе го заврши есенскиот дел. Најпрвин, в сабота, ќе патува во Куманово, за да ја одигра за останатата средба од 8-то коло со тимот на Пинк Пантери. В недела пак, со почеток од 14 часот на домашен терен во салата кај гимназијата, момчињата на тренерот Сашо Лазаров ќе бидат домакини на надпреварот со Плачковица од Радовиш. Со оглед на квалитетот на двата противника, може да се каже дека нашиот кошаркарски третолигаш ќе има тешка задача да дојде до посакуваната победа. Ова особено се однесува на средбата со Радовишани, со оглед што тие во изминатите 8 кола се без пораз и со максимални 16 бода се наоѓаат на врвот на табелата.
Екипата на Пинк Пантери пак, слично како и Баскет Дино, во првиот дел од овогодишното првенство играше променливо и со само еден бод повеќе се наоѓа пред нашиот тим, кој е шестопласиран. Со средбата од деветото коло во Кочани против Плачковица, Баскет Дино ќе го заврши есенскиот дел од првенството, а продолжението е закажано за почетокот на февруари. Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во ова петочно издание на вестите на Канал Усум. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.